црна дупка, не се разбира многу од астрономија, но велат дека тоа е некое подрачје, област во просторот времето, која голта се што ќе се најде во незината близина, дури и светлината. И затоа се вика црна дупка. Или народски кажано, црната дупка е некаква джиновска правосмукалка која смукува се што ќе излезе на патот. И затоа се страшни. Велат дека се сериозна причина луѓето да се плашат од уништување. А голта неповратно се што ќе излезе пред неа. Или најнародски кажано, црната дупка е слична како местата каде што се кријат чоколадите и останатите сладки работи дома. Ке ги ставиш, се обидуваш да ги сокриеш и после известно време ги нема и прашуваш. Ќе прашаш Пепе, кај е? Не, папо, не. Или ќе прашаш Андреј, а и каже, немам појма. И така никој не знае што се случува и на крајот заклучокот е дека има црна дупка. Црна дупка која голта чоколада, бомбони, чипсови и такви работи. Но многу по-сериозни се овие црни дупки во Вселената, но сепак научниците успокојуваат, велат дека во близина на нашата галаксија, на Млечниот пат, нема некоја црна дупка која би можела да нас застраши. Но има црни дупки во животот, многу црни дупки кои доаѓаат и буквално привлекуваат, уништуваат неповратно од нашиот живот многу работи. Има црни дупки кои можат да ти го земат здравието наеднаш. Здрав прав, ќе те легне некоја болест и црната дупка неповратно ќе ти го земе здравието. Има црни дупки кои може да ти земат се што си градал цел живот. Има црни дупки кои може кариерата да ти уништат. Има црни дупки кои можат авторитетот да ти го соборат. Има, а не страшните, нели, се оние дупки црни кои ќе ти го земат ближниот. Нема по-страшна, по-темна, по-мрачна црна дупка од смртта. Таа за секогаш те одвојува. Црната дупка на смртта ти зема се. Ти го зима постоењето во овој свет, ти зима се што си градил. Црната дупка на смртта исчезнува и твоето образование, твоите дипломи, твоите титули, твоите богатства, се што си имал, исчезнува со тебе во црната дупка на смртта. Во една таква слична црна дупка се најдоа учениците. И така завршува последното писмо. Секоја трошка на надеж која има, исчезна. А градеа тие луѓе многу надеж. Си помислија, еве конечно, се исполнува ветувањето за Месијата кој дојде и воспостави царство на евреите, царство на мир, спокојство и на власт. И учениците оставија се напуштија за таа надеж. Ги оставија домовите, си ги оставија семејствата, си ги оставија бизнисите и тргнаа по Исус. И гледаа навистина во неговиот живот, во сето тоа што го правеше, како воскреснуваше мртви, лекуваше болни, помагаше, хранеше, гонеше демони, сето тоа засилуваше нивната надеж и наеднаш на крајот дојде црната дупка на смртта и во неповрат однесе се. Смука сета надеж. И не само тоа, таа црна дупка на смртта некако како да лебдеше и над нив. Учениците се сокрија во страв, се заклучија зад врата. Чекаа да дојдат фарисеите и нив да се справат и со нив. Сега, откако се справија со нивниот учител, сега да ги уништиме следбениците. И ние гледаме дека и кога жените дојдаа од гробот и кога Исус се појави воскреснат, тие беа во страв заклучени.
чека таа црна дупка да ги пролута и нив. Она што лепдеше во тие денови од петок, сабота до недела беше страв. Страв што ќе се случи понатаму. Меѓутоа гледаме дека она што следи понатаму е дека сепак има еден кој враќа се од црната дупка. Дека има еден се кој обновува онаа што црната дупка го однела во исчезнување. Дека во Христос се обновува. Во Христос нема црни дупки. Се она што црните дупки ни го зеле, еден ден Христос го враќа, го обновува. Има еден текст запишано во Евангелието според Матеј, во 28 глава, првите 10 стиха. Јас сум одбележал неколку збора кои доминираат во текстот. Во основата на 5 збора е стравот. Стравот и утехата, да не се плашиме, да не се плашат учениците. И има 2 збора кои некако стоят меѓу они останатите, зборот воскресение. Почнува со страв, завршува со страв, но во средина имаме 2 пати двојно повторување на зборот тој воскресна. Воскресението како чин кој го растерува стравот. Ја враќа повторно надежта, ги обновува учениците. Во Христос, во неговото воскресение, нема страв. Нема причина за страв од мртвите дупки. Зошто? Сега ќе поминеме на еден друг текст кој не е великдански, кој не е дел од овие великдански раскази за Христовата смрт и воскресение во Евангелијата, меѓутоа многу убаво ја покажува сета таа поента. Зошто не треба да се плашиме? Како Христос всушност враќа се, обновува и уживува. И текстот е запишан во Откровение, 1 глава, 17 и 18 стих. И тамо пише вака: И кога го видов, паднав како мртов пред неговите нозе. А тој положи својата десница врз мене и ми рече: не плаши се. Јас сум првиот и последниот и живиот. Бев мртов и еве, жив сум во сите векови и ги имам клучевите на адот и смртта. Ова сцена овдека, што е опишана во книгата Откровение, е дел од една визија која апостол Јован ја имаше за Христос. И тоа не е оној Христос што го знае тој од Евангелијата. Тој го гледаше неколку години Христос, беше со него. Оној Христос кој дојде како човек, како слуга, да помага, да лекува и на крајот да биде исмејан, понизен, да биде убиен. Овдека имаме друга слика на вознесениот Христос. Христос кој царува како цар на царевите. И сета негова појава, сите описи говорат за власт, говорат за слава, говорат за семокност. Представен е Христос како оној што држи се во своите раце. Никој не е над него. Неговата коса е бела како снег, тој е премудриот. Неговите очи, од неговите очи излегуваат снопови светлина и тој проникнува со својот поглед на секаде. Во секоја длабочина. Ништо не е сокриено од неговиот поглед. Неговиот глас е како шум на многу води, водопади. Сечи друг глас се губи, исчезнува во неговиот глас. Од неговата уста излегува меч кој суди. Неговото слово, неговиот збор е основата за судот. Неговата облека е бела како снег, тоа е совршениот праведен судија. Околу неговите гради има појас на судија. И таа гледка е толку величенствена, толку мокна, што Јован, кој е опишан во едно од Евангелијата како омилениот, любимиот ученик на Христос, оној кој се подпираше на градите на Исус на последната вечера, беше легнат во неговата пазува,
сега пред таа гледка пишува дека паѓа како мртов пред неговите носи. И јас си мислам дека кога и ние еден ден ќе се сретнеме со Христос, ќе го видиме ваков, каков што е опишан овдека. И верувам дека и ние ќе паднеме како мртви пред него. Но она што зачудува, она што го запрепастува човечкиот ум, е тоа што следи понатаму. Јован безживотно паѓа пред Исус, преплашен, премрзнат од страв. Во него нема грам сила да стои. Како мртов е пред Исус. И Исус, царот на царевите, во сета своја слава, ја положува десницата и му вели: не плаши се. Сигурно тој допир и тој повик, тие зборови, не се кажани со строгост. Сигурно не се кажани како заповед. Та Јован е преплашен. Тој е како мртов пред Христос. Тоа е десница, допир на нежност. И тоа е повик на благост. Тој допир е допир кој крева, кој охрабрува, кој враќа силата. Јован паѓа како мртов пред него без сила. Тој не може да стои пред него. Изнемоштен. Го напушта животот. И во еден момент тој допир на Јован, на Господ Исус, го крева. Му враќа силата. Нежен допир. И тоа запрепастува, зашто кога говориме за власт, кога говориме за семокност, кога говориме за сила, кога говориме за мудрост, за знаење, обично асоциацијата ни е терор, деспотизам, насилство. Тоа го гледаме. Колку повеќе власт се концентрира некаде, колку повеќе моќ, толку повеќе насилство, толку повеќе терор, толку повеќе манипулација. Христовата семокност, гледаме овдека, е употребена во тој допир за да крене, да обнови, да освежи, да врати живот. И тој допир ние го гледаме во Евангелијата постојано. Доаѓа лепрозника Исус. Луѓе кои беа буквално голтнати од една црна дупка. Црна дупка која им одзема се. Авторитет, можност да бидат со други луѓе, со своите. Можност да живеат во општеството. Црна дупка која секојдневно ги слабееше, тие беа осудени на смрт. Секој ден умираа тие луѓе. И кога Исус ќе положеше на нив десницата, ги очистуваше, ги освежуваше, ги враќаше назад кај своите блиски. Доаѓа луѓе кои беа обремени од неразлични товари, од грижи, од гревот. Исус сите ги обновуваше. Раката која Христос во својата власт, во својата семокност ја положува, е рака која обновува. Всушност целата Вселена е прегрната од Христовата мантија на нежноста. Дури и тие простори во Вселената кои се голтнати од црни дупки, планети, звезди, сите тие еден ден ќе бидат обновени во Христос. Христос светил дека се ќе обнови, дека ќе дојде денот кога се ќе стане ново. И ова Вселена, овој материјален свет кој е сега осуден на распаѓање, на ентропија, на секојдневно уништување, еден ден ќе биде обновено. Се она што е голтнато од црните дупки ќе биде вратено. И тоа на совршен начин, нераспадливо, неуништливо. Во Христос се враќа. Понатаму вели Господ Исус: јас сум живиот, бев мртов и еве, жив сум сега и во вечноста. Тоест, во сите векови. И овдека дава една поредица, една низа. Говори за тоа дека е жив, дека бил мртов и сега е жив.
го кажува она што претходеше на неговата смрт и она што следи. Тој беше жив меѓу нас. Тој стана човек. Беше еден како нас во се. Стана еден од нас. Во се стана еден од нас. Тој јадеше како што ние јадеме, се уморуваше, се одмараше, спиеше, искусуваше болка и во тоа идентификување со човекот, во тоа очовечување што го искуси Синот Божи, тој отиде до крај. Тој стана во се како нас, дури и во крајот што го очекува секој човек. Тој стана како нас дури и во смртта. Тој искуси се што носи смртта за човекот. Не можеме да си представиме, никој од нас не искусил смрт. Но што и да е агонија, празнина, темнина, Христос го искуси тоа. И сето тоа тој го искуси, за да донесе воскресение. Во смртта да се роди животот. Во смртта да биде обесилена црната дупка на смртта. Кога го воскресна Лазар, една недела пред самиот тој да воскресне, и дојдо некои сакаа да разговараат со него. И тоа што им рече, ако пченичното зрно не падне во земјата, не биде погребано, ако тоа не умре, нема да даде живот. Нема да даде плод. Пред неколку недели купив кесиња со трева, семе за трева. И ако некој ми го покажеше тоа порано, ќе си помислев дека некој зачин. Зашто не дава никаква надеж дека тоа може да биде живо. Гледаш нешто исушено внатре стои. И може да стои во кесето со месеци, со години, со децении и ќе се остане такво. Ако го ставиш во вода, ќе изгние. Ако го ставиш на сонце, ќе се исуши или мравките ќе го изедат. И тоа семе, што личи како некаков зачин, како мирудија, која се става во манче да се изеде, кога го закопавме во земјата, даде живот, стана зелено и сега има убава трева. И тоа е она што Господ Исус го кажува овдека. Во смртта се раѓа вечноста. Во гробот, во кој што тој беше погребан, се роди вечниот живот. Дојде живот во изобилство за сите нас. Во нашата смрт доаѓа воскресението и животот во Божјото царство. И таа црна дупка на смртта нема власт на човекот, зашто Христос ја победи. Таа ќе не голтне, но во Христос доаѓа живот во изобилство за целата вечност. И на крајот, вели Христос, ги имам клучевите за адот и смртта. Адот и смртта е една иста работа. Господ Исус Христос овдека користи типичен еврејски паралелизам. Адот е местото кај што одат мртвите, а смртта е всушност она што ги праќа луѓето таму. Употребува два збора за да каже едно исто нешто и да потенцира една вистина, дека тој го има клучот од смртта. Тој го има клучот од мртвилото, од адот. Луѓето направија се што можат да направат за да го задржат Христос во гробот. Некои добри намери, како Јосиф од Ариматеја, го даде, го позајми својот гроб, но останатите се обидоа да го задржат таму. Прво ставија огромен камен. Камен што не можат луѓето да го кренат. На тој камен ставија печат, ставија римски печат, ставија печат на императорот, најмокната личност на светот. Тој печат праќаше порака. Секој кој што ќе го допре каменот, ќе биде екзекутиран, ќе биде испратен на крст. И не само тоа, ставија римска стража, ставија обучени римски војници, во тоа време познати како машини за убивање, оспособени да се справат во секоја ситуација. Специјални единици, тигри, желки или како ги викаат. Направија се што е можно
да спречат било кој да има допир со тој гроб. Но едно нешто пропуштија. Не предвидува дека внатре го стави оној кој што го има клучот. Клучот од смрт, клучот од адот. Христос го отклучи гробот, ја отклучи смртта, го отклучи адот. Го отклучи така што никој повеќе не може да го заклучи. Тој ја отклучи, го отклучи воскресението, го отклучи вечниот живот, а таму ја заклучи смртта. Сите оние кои веруваат во Него, сите оние кои веруваат дека Христос е Синот Божи, кој дојде на земјата за да ги земе нашите греови, за да умре и воскресне за нас, еден ден да бидат отклучени од смртта и ослободени за вечен живот. И тоа е всушност онаа што следи на крајот. Тоа е крајот на приказната. Христос има нежен допир. Тој е семокниот, цар на царевите, сета власт е во неговите раце. И тој таа своја власт ја користи да обновува, да враќа во живот. Тој својата власт ја користи за да ние живееме не во страв, туку во надеж, жива надеж, која не води во целата вечност. Христос умре и воскресна и Велик ден е затоа велик ден, голем ден, бидејќи на тој ден Христос врати се за целата вечност, она што се губи овдека во гревот, во смртта, во распадливото. И тоа е нашата надеж, и тоа е големата порака. Да веруваме во Христос со живата надеж дека тој е извор, тој е фонтана од која блика живот, живот во изобилство, живот сега и во целата вечност. И нека таа надеж да не води, да не охрабрува, таа надеж да не подкрепува секојдневно. И кога доаѓаат црните дупки и одзимаат работи во нашиот живот, да гледаме кон Христос кој враќа назад повторно. Назад до целата вечност. Господ да не благослови и да ни даде благословени празници со можности таа надеж да ја споделуваме и на други.